Северна Македонија избра жена за председател, а коалицијата предводена од социјалдемократите претрпе историски пораз. Што би можело да значи за еднината на земјата треба да се види, но загриженоста на меѓународната заедница дека земјата може да се лизне од патот што го следи во изминатите 7 години. The electoral victory is an honor to the incoming president Gordana Sujanovica. Изборната победа е чест за престојната председателка Гордана Силјановска и за господинот Мицкоски и неговиот тим кој освои победа на парламентарните избори. Но тука доаѓа и голема одговорност, а тоа е да ги реализира своите ветувања, а тоа значи приоритизирање на владењето на правото, справување со корупцијата, подобрување на економијата и продолжување на патот кон Европската унија. Тој смета дека проширувањето на Европската унија нема алтернатива. Во која насока очекувате дека ќе оди оваа балканска земја? Понатамошна интеграција во Европската унија или поблиски односи со Русија и Кина? I see a moment of true and remarkable momentum on the enlargement agenda. Забележувам вистински моментум за проширувањето. Таков тон доаѓа во Брисел и од другите главни градови кои се важни за проширувањето. Сега е време да се придвижи земјата напред. Едвард Џозеф, балкански аналитичар на Факултетот за напредни меѓународни студии на Универзитетот Џонс Хопкинс, смета дека новата влада во Скопје треба да покаже лидерство. We have to hope that Mr. Mickoski realizes the responsibility of actually leading a government and not being an opposition figure or making a political... Треба да се надеваме Мицкоски да разбере дека има одговорност кога ќе ја води владата, не да биде опозиционер или да биде во политичка кампања. Односите со Грција се фундаментални. Договорот од Преспа е важечки, обврзувачки за двете страни, иако не е многу популарен. Тој помогна на земјата, го зачува нејзиниот идентитет и се надевам дека Мицкоски го разбира тоа. Предизвиците кои престојат со Бугарија околу уставните измени, тој очекува дека ќе бидат клучни за издржливоста и еластичноста на новата коалициона власт во Македонија. There will be an Albanian party coalition as part of the governing coalition. It will be very likely Ке има албански партнер во владата како дел од коалицијата. Веројатно тоа ќе биде досегашната опозиција Влен. Тие ќе имаат предизвик затоа што Влен се обврза да гласа за уставните измени. Што ќе се случи ако по 6 месеци од владење на владата на ВМРО ДПМН не се гласа за тие измени? Што ќе се случи во Северна Македонија? Ова е отворено прашање. Пол Мекарти, директор за Европа при Меѓународниот републикански институт, ги коментираше идните односи меѓу Македонија и Бугарија. It's going to require some cool heads moving forward. Ке бидат потребни студени глави за да се придвижат земите напред, но и многу дипломати од Брисел и од Вашингтон за да го олесни процесот дека крајната цел мора да биде Северна Македонија да стане членка на Европската унија. И поранешниот амбасадор на Европската унија во Северна Македонија Ерван Фуере не смета дека сега се отвара можност за поголемо влијание од Москва. Well, it's clear that Russia will use every opportunity with disinformation, many other malign activities that they are used to and that they have been using. Јасно е дека Русија ќе искористи секоја можност за дезинформација и тактики кои ги користат за ширење на лажни информации на секаде на Балканот. Не верувам дека тоа ќе најде на плодна почва во Македонија. Една предност за новата влада во Скопје е што по европските избори ќе има нови десничарски влади во Европа. Затоа што ВМРО е десно ориентирана партија, може ќе најдат поголема поддршка за нивните аргументи против бугарските барања на патот кон Европската унија. Every country in the Western Balkan region has faced malign foreign influence, as we call it, from authoritarian... Сите земји во регионот се соочуваат со странско мешање од авторитарни земји како од Русија и од Кина. Но за разлика од другите земји во регионот, во Македонија нема такво влијание. Надја Музикина, заменичка директорка за Централна и Источна Европа при Националниот демократски институт, се осврна на неопходност од почитување на меѓународните договори, независно кој е на власт.
We don't believe that the Prespa agreement is under threat. Не веруваме дека има закани по Преспанскиот договор сега кога Северна Македонија има нова влада и очекуваме дека ВМРО, ДПМНЕ и новата председателка ќе останат на патот кон ЕУ. Според неа, регионот минува низ турбуленции и ја истакна неопходноста од поголем фокус на меѓународната заедница кон регионот. Are you concerned that the Macedonian region faces renewed ethnic tensions? Дали сте загрижени дека Македонија и регионот се соочуваат со обновени етнички тензии во услови на забавување на проширувањето на Европската унија, но и пораст на проруското влијание? I think ethnic tensions are always a concern. Етничките тензии секогаш представуваат загриженост, не само во Северна Македонија, туку и во регионот како целина. Има забавување на диалогот меѓу Косово и Србија. Има тензии во Босна и Херцеговина, уназадување на реформите во Црна Гора. Важно е Северна Македонија да остане на проевропскиот курс, но секогаш треба да се има предвид руското влијание во земјата. Аналитичарите сметаат дека пренасочувањето од лево кон десно по изборите во Северна Македонија е потикнато од гневот на гласачите поради бавниот економски развој и постојаната корупција, кој според нив влијае за забавување кон пристапувањето во Европската унија.